Драги првачиња, добре дојдовте во нашата училница. Моето име е Билјана Наумовска, оделенски наставник во Основното општинско училиште Гоце Делчев, село Јабланица Струга, во прво одделение. Директор Спасоја Батковски. Што ќе учиме, дечиња, на денешниот час? Денес ќе учиме за места каде е дозволено да се игра и за сообраќајот од дома до училиштето. А што треба вие да научите? Кои цели треба да ги постигнат учениците во текот на овој час? Учениците треба да ги запознаат местата каде е дозволено да се игра и како се обележани. Да развиваат навики за почитување на сообраќајните знаци, пешачки преминување преку улица. Што гледате, дечиња, на оваа слика? Ајде да видиме. На оваа слика гледаме едно детенце кое што вози велосипед. Гледаме дечиња кои што си играат некоја игра. Ова ни е знакот за пешачки премин. Ова ни е училишен автобус, ова ни е возачот на училишниот автобус. А на средината од оваа слика имаме семафор, чичко полицаец и едно детенце кое што вози ролери. Чичкото полицаец нешто му покажува со показалецот, го кара детенцето. А што мислите? Зошто чичкото полицаец го кара детенцето? Чичкото полицаец го кара затоа што ова не е местото каде што тоа вози ролери. Му објаснува и го предупредува повеќе тука да не вози ролери. Значи му ги објаснува местата каде е дозволено да се игра. Имаме што на оваа слика? На оваа слика имаме група на дечиња кои што ја играат играта балонот се надува. Тие си играат во сопствен двор. Значи овдека имаме детски игри во сопствен двор. Безбедно место за играње се дворовите. Куќите си имат сопствени дворови, некои од вас дечиња живеат во зграда, исто и зградите имаат дворови. Дворовите се обележани. Во куќите тие се заградени, значи ние знаеме дека тие ни се места безбедни каде што можеме да се играме, каде што нашите родители нема да се грижат каде сме ние. А овдека што имаме? Што гледаме? Гледаме дечиња со нивните родители и гледаме разни игри кои што тие си ги играат. Значи, ова место се вика парк. Значи, место за игра е паркот. Во нашата држава, дечиња, имаме многу паркови кои што се опремени со играчки, имаме зеленило, имаме дрвја, имаме зелена трева и вие сакате тука да си го поминувате слободното време. Значи, таму ќе ве однесат вашите родители. И вие ќе си уживате во вашите игри. Значи, место за игра каде што ви е безбедно е паркот. Ова место на кое што се овие дечиња се вика ливада. Тие се договориле да играат во ливадата што? Да играат во ливадата да го летаат леталото. Сите здружно гледате како се растрчани, како се насмеани. Зошто е тоа така? Па затоа што тука нема ни автомобили, никој нема да им смета и ќе си се изнаиграат во оваа ливада. Ливадата ни е место за игра. Ова е, дечиња, училиште. Во училиштето, сите училишта имаат училишен двор. Училишниот двор е место безбедно каде што можете да се играте. Куцанка,
да се додавате со топка, да скокате на јаже и многу други разни игри. Значи, училишниот двор е безбедно место за вие да си играте. Обележано е, секогаш училиштата се заградени со огради и тука вие слободно можете да си играте. Што ни пишува тука? Не ги користите детските игралишта. Зошто да не ги користиме детските игралишта? Па детските игралишта треба да ги користиме за да си играме. Дечиња, ова не е наменето за вас, децата. Овој апел е наменет за возрастните. Затоа што има некои несовесни возрастни, ќе седнат на нишалката, ќе ја скршат. Ќе се спуштат по лизгалката и неја ќе ја скршат. Затоа е овој апел да не ги користат тие детските игралишта, а не вие, дечиња. Што гледате на оваа слика? На оваа слика гледате исто едно детско игралиште. Тука можете да се качувате по скали, можете да се нишате на нишалките, еден да биде горе, еден ќе биде долу, можете да се спуштате по лизгалките. Имаме стативи, можете да си играте фудбал, ракомет. Значи, долу гледаме што? Долу имаме песок и да паднете не е страшно, нема да се повредите. Значи, детските игралишта изгледаат вака. И оддалеку ние можеме да препознаеме, затоа што и тие се заградени со ограда и тука е безбедно место за да вие си играте. Што гледаме на оваа слика? Тука, дечиња, имаме исто детско игралиште и група на дечиња кои што се договориле и сакаат да го поминат денот тука, неколку сати во текот на денот. Исто тука има многу убави играчки и тука тие ќе се забавуваат. Значи, ова е исто детско игралиште. Ајде да видиме на кои места е безбедно да се игра. Кажавме дека парковите се места безбедни за игра. Училишниот двор е место безбедно за игра. Сопствениот двор е место безбедно да се игра. Игралиштето е место безбедно за да играме. Какво може да биде игралиштето, дечиња? Значи, имаме фудбалско игралиште, тениско игралиште, ракометно игралиште и многу други игралишта каде што вие можете слободно да си играте. А што мислите? Каде не смееме да играме? На кои места не смеете да играте? Не смееме, дечиња, да играме на улица. Не смееме да играме на тротоар. А зошто таму да не играме? Значи, ќе ни забране ли некој таму да игра? Таму, дечиња, не смееме да играме затоа што е опасно. Таму идат, возат, поминуваат возилата. Значи, и тука може да настрадате. Да запомниме. Не играј на улица, ниту на тротоарот. Таму е опасно. Не смееме, дечиња, да играме на улицата. Ако ја шутнеме топката на улица, ќе истрчаме таму и гледаме дека сме застанале помеѓу овие два автомобили. И ние ќе настрадаме. Автомобилите ќе не прегазат. Улицата не е место за игра. Исто така и тротоарот не е место за игра. Тука е опасно да се игра. Мора да внимаваме. Што гледаме на оваа слика? Сообраќајот од дома до училиштето. Овдека, дечиња, имаме едно прваче, кое што треба од дома да стигне до училиштето. Ајде да му помогнеме да стигне до училиштето. Гледаме дека тука има неколку сообраќајни знаци, имаме семафор и да видиме како тоа ќе појде на училиште. Тргнуваме од тука. Одиме надолу, па одиме во десно,
па одиме нагоре, сме стигнале до некое кошаркарско игралиште. Затоа што тука гледаме топка. Одиме уште надесно, па се симнуваме надолу, па во лево и стигнавме до една фонтана. Има ли овде училиште? Тука не е училиштето. Значи овдека ние заглавивме. Овој лавиринт тука нас ни заглави. Ајде пак да пробаме да стигнеме од дома до училиштето. И се вратиме пак по истиот пат назад. Ајде сега да се обидиме повторно да стигнеме, да го однесиме ова прваче на училиште. Затоа што ќе задоцни на првиот час. Наставничката ќе го запише за одсутен. Ајде, дечиња, тргнуваме. Надолу ќе слезиме сега, тука имаме парк, гледаме дека тука имаме една клупа која што ни представува дека е тоа парк. Скроз се спуштаме надолу, одиме надесно, одиме нагоре, одиме налево, одиме нагоре, надесно, нагоре, налево. Право поминуваме, па надесно гледаме знак за стоп. Тука ние ќе застанеме. Мора да го почитуваме знакот стоп. Ќе подзастанеме една минута. Ќе почекаме. Одиме уште надесно, па се спуштаме надолу. Тука гледаме друг сообраќаен знак. Ќе погледнеме лево-десно на улицата, дали поминува некој автомобил и повторно ние одиме надолу, гледаме тука семафор. На семафорот видиме кое светло е запалено. Ако е црвеното, ќе застанеме. Ако е жолтото, ќе се подготвиме. Ако е зеленото светло, продолжуваме. Ете така, првачето стигна до училиштето. Значи, почитувајќи ги сообраќајните знаци, правила и прописи. На време, знаеме сега дека не задоцни на првиот час, наставничката нема да го запише за одсутен, дечиња. Што треба да направите за дома? Активности што ќе ви ги зададам за дома, треба да нацртате места каде е дозволено да се игра. И уште една задача, патот од дома до училиштето. Ви благодарам, дечиња, за вниманието. Се гледаме на некој од наредните час. Довидување.